Бегалецот поранешен премиер и екс-лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски обезбедувал анонимни и противправни извори на финансирање за партијата ВМРО-ДПМН од 2009 до 2015 година, наведува СЈО во обвинението Талир. Груевски е првообвинет во случајот за перење пари, злоупотреба на службена положба и овластување. Екс-владиниот генерален секретар Кирил Божиновски и екс-министерот Милјана Киески му давале помош на Груевски за извршувањето на кривичните дела, вршејќи притисоци на представници на фирми кои имале договори за јавни набавки со државни предпријатија. Притисоци се правеле за да им уплатат пари на партијата ВМРО-ДПМН. Парите обезбедени во кеш, Груевски не ги враќал на луѓето кои ги давале. СЈО објаснува дека не се уплатени и на буџетската сметка, иако екс-премиерот имал обврска да ги уплати пропишано во Законот за финансирање на политички партии, што според СЈО незаконски прибавил повеќе од 4,6 милиони евра. Со цел да се прикрие дека ваквите средства потекнувале од кривично дело, обвинетите Никола Груевски и Кирил Божиновски, а во периодот од 2011 до 2015 година и обвинетите Милјана Киески и Елизабета Чингаровска организирале средствата да бидат уплатени на жиро сметка на политичката партија ВМРО-ДПМН преку готовински уплати во кои биле внесени невистините податоци дека уплатата ја вршат лица наведени во уплатниците, иако тоа не било случај. Откако паричните средства кои потекнувале од кривично дело биле внесени на жиро сметката на политичката партија ВМРО-ДПМН, обвинетите Илија Димовски, Елизабета Чингаровска, Леко Ристовски и Милјана Киески како овластени подписници на сметката на политичката партија, иако знаеле дека парите потекнуваат од кривично дело, истите ги пуштиле во натамошен оптек со подпишување на налози за плаќање на обврските и купување на недвижен имот за политичката партија ВМРО-ДПМН. Специјалното обвинителство за Груевски бара притвор додека за обвинетата Елизабета Чингаровска мерки за предпазливост, еднаш неделно јавување во суд и да се одземе пасошот. Бегалецот Груевски го има во вториот дел од обвинението заедно со неговиот поранешен генерален секретар во владата Божиновски за изградбата на партиското седиште. Тие според СЈО возможиле фирмата Бетон да ја изгради така наречената Белата палата, иако веќе претходно бил склучен договор. Груевски и Божиновски според СЈО прибавиле значителна имотна корист за ВМРО-ДПМН од околу 8,2 милиони евра. За реализирање на оваа цел обвинетите ја искористиле состојбата на зависност во која се наоѓало правното лице ДГ Бетон АД Скопје во однос на политичката партија ВМРО-ДПМН, со оглед дека над 75% од приходите кои ги остварило правното лице во 2011 и 2012 година биле од државни органи, единици на локална самоуправа или јавни предпријатија, раководени од функционери на политичката партија ВМРО-ДПМН. Пред една недела за еден ТВ во Правда и неправда обвинението за Талир го најави специјалната обвинителка Катица Јанева. Во времето кога е Мицковски генерален секретар на партијата, тој период не е предмет на обвинението Талир. Моментално. Тој е уште во предистрага. Во предистрага уште се води за тој период. За тој период се прибираат докази, а инаку за периодот во кој Мицковски не е генерален секретар ќе се подигне обвинение. Така што ви реков дека за некој лице што е подигна е биле во истрага, сега периодот е намален и за помалку лица ќе биде обвинението. Дали треба Ништо не е сменето за уште е предмет на анализа господинот Мицковски. Пред рече 7 месец СЈО побара, а судот го замрзна имотот на ВМРО-ДПМН. Станува збор за 68 имоти, стекнати од 2013 до крајот на 2015 година.